Елена Силјановска денес од нашата книгоиздавачка куќа 3 и Паблишер ми вели, искрено не го знаев како податок, дека всушност почитуваниот Славе Димитров има песна со текст на почитуваниот Блаже Конески, Нежност. Нежност, да. Не сум ја чул се уште. Една од најдрагите има, мислам има и на YouTube, има едно старо видео од негов настап, така што е прекрасна песна. Видео материјал има од... Да, има. Тоа морам да го екранизираме во некоја следна прилика. Ево од септември кога ќе се видиме повторно на исто место, на иста локација со нови четива и со нова визија која што ќе имате. Ти благодарам за сите овие досегашни интервјуи и гостувања кои што ги дадовте секако ти и екипата од книгоиздавачката куќа 3 и вистина сте можеби на некој начин ти си дефинитивно протежена културата и на убавиот пишан збор и така како што тој ќе кажеше Блаже Конески да го вардиме нашиот јазик. Јас би рекол дека издавачката куќа 3 како и сите други кои што се чинители на овие прекрасни приказни во Скопје се бастион на културата, па така да продолжиме некако да си го вардиме Скопје, да си го вардиме нашиот стандарден македонски современ јазик. Да, така и ете и да се потсетиме на Блаже Конески, нели јазикот е нашата татковина и тоа е вистинскиот начин да се негува и културата и нашето минато и се што нели го опфаќа тоа живење на еднова можеби мало парче земја, меѓутоа еднакво значајно колку сите, да. Иако ќе кажат можеби припаѓаме во категорија на мали јазици во светот, ама значајни за целиот свет, за сиот овој целосен убав опус од луѓе и од целиот тој модерен Homo sapiens. Меѓутоа, денес како еве и дел од оваа приказна на книжарница 3 како уредник, како веќе и автор на книги, што најмногу ти пречи кога ти прави чемери јад на душа кога веќе следиш таа нова генерација, дигитална ера и така натаму, кога практично вокабуларот и капацитетот на зборови практично и да не постои во толка формат и обемен број на убаво артикулирање на македонскиот јазик кај оваа Gen Z генерација сега. Па да, не ми пречи толку читањето онлайн, бидејќи читање најпосле на кој како му одговара, меѓутоа ми пречи кога гледам дека читаат на англиски јазик наместо да читаат на македонски јазик, што за жал е се поголем бран, но како што успевам нели да фатам по интернет и сите информации што ги читам, гледам дека тоа се случува и во некои други земји. Така што се надевам дека ете сите заедно ќе успееме да влијаеме на тој начин, а ете преку издавањето, односно со тоа што ќе имаме што е можно поголем број на преводи, мислам дека тоа влијае врз намалување на ете тој тренд на читање на англиски јазик, бидејќи кога би имале поголем спектар на преводи во нашата земја, тогаш би се намалило нели читањето од англиски јазик. Бидејќи сепак ќе кажам протежена македонскиот стандарден современ јазик, што велиш читањето е универзално на кој јазик да е. Меѓутоа ако би сега седела ти на некаква раководна функција и позиција за некакво кормило, што би била твоја да речеме цивилизацијска задача и визија, како би сакала може тоа да го смениш можеби како навика кај младите? Што би поставила како постулат и нов? Веројатно се почнува од образованието, нели на тој начин што некако би им се дало поттик на децата повеќе да читаат. Доста е кривко кај нас образованието. Да, со тоа што нели самиот кадар би се на некој начин би се заселил, би се засилили лектирите наместо да се намалуваат, баш треба тоа нели да се додава. Иако имам чувство дека помладите генерации се повеќе студираат книжевност, што мислам барем мене така ми се чини. Можеби сум повеќе дека во тој круг па ги гледам дека влегуваат во книжарница, дека бараат работно место во некој тој сектор, така што веројатно дека мислам дека оди нели на добро, но ете тоа би било главната промена и би инсистирала на читање на преводи. Исто така и при редактирањето, еве на пример и внатрешно кај нас во редакција, на тие преводи, особено кога има ревидирање на некој стар превод, би ги оставала тие нели стари зборови што го доловуваат и самиот дух на времето, меѓутоа и архаизмите, да. Мислам дека тоа има многу влијание, да се потрудиме да не подлегнуваме на промените, да се на нив да се прилагодуваме, туку напротив ние да ги навраќаме тие стари
зборови кои што некогаш се забораваат. Мислам, и мене ми се случува да најдам на некој збор што не го познавам, меѓутоа, наместо да го променам тој со некој што сега е по-нормален, да, само треба да го научиме што значи повеќе. Мислам дека фуснотите доста помагаат во таа сфера и мислам дека ете тој некој начин ние го наоѓаме како заеднички јазик, кога има употреба на некој стар збор или помалку познат, да се стави фусното со објаснување и со самото повторување нели на зборот низ книгата, на тој начин полесно ќе се запамети. Така, а кога сме кај фуснотите и архаизмите, денес чинам дека голем дел од моите колеги кои што се во пишаните дигитални сега медиуми, за жал мене весникот ми недостасува како форма и традиција на читање. Фативме и јас и тие едни убави времиња кога идве чекавме можеби во првиот киоск, Трафик или Тобако да го купиме, нели не знам, списанието кое што беше наменето и за повозрасни и за тинеџери. И денес, кога голем дел од нашите колеги и твои и мои, мислам дека ќе наидеме баш така на архаизми и стари зборови, токму по повод и земјотресот, каде што ќе се пресликаат некакви интервјуи од старите Скопјани, каде што со своја диалектологија, бидејќи таа е дел од нашиот македонски јазик, и кога денес луѓе ќе речат колку не ми бендисува, да речем, овој диалект така натаму, толку лесно ги примаме, да речеме, србизмите или некои други, да речеме, зборови, англизми и така натаму, а не му даваме простор на нашиот диалект, а што е дел од цела инфраструктура на македонскиот јазик. Диалектот многу значи за развојот на јазикот и исто така и ние дури кога објавуваме некоја книга, некогаш се дозволува да остане некој збор кој што важи нели нестандарден, односно диалектен, меѓутоа особено кога има директен говор, тие работи треба да се доловуваат. Например, кај Митко Маџунков има доста диалекти, тие работи се задржуваат, тоа го дава токму карактерот на делото, да. Именно. Ти благодарам, тоа беше вовед чисто затоа што знам дека си млада дама со еден таков прагматичен дух, алтруистичен, кој што сака да ги прави тие промени, можеби и да ги стекне овие можеби со овие излегувања ваши и со издавањето баш тие убави читачки навики, па токму затоа и го ставивме како тема наслов со твоја поддршка читанки за лето во 3 многу попусти и можам да кажам дека вистина имавте четива кои што беа на пиедесталот и едни од најпродаваните, да не забораваме тука беше и почитуваната Румена Божаровска, која што исто така имаше свој еден убав циклус на излегувања, лични интервјуа и така натаму. И она што најмногу ме бенди се кога последното твое излегување на Телма телевизија беше податокот дека едни од најпродаваните и читани автори били македонските. Да, токму Румена Божаровска и Лидија Димковска, нели откако го освои ја освои наградата за роман на годината за 2023. Гледам дека луѓето се интересираат, сакаат да се нурнат, особено што романот на Лидија е многу податлив, многу е длабок, мислам зборува за интроспективен доста. Да, зборува и за навраќање кон минатото, зборува и за историјата, така што е многу слоен и гледам дека тоа им легнува на читателите, а Румена Божаровска баш пред некој ден стигна второто издание на Господ по Америка, есеите, кои што исто така се постојано на топ листите овие неколку месеци, имаше саемско прогласување, нели тогаш пристигна книгата. Да, еве го тука го имаме второто издание, така што ова нека биде еден податок ете дека може да се навратат кај нас и тука се и низините нели други раскази, особено Мојот маж, што важи за една од најчитаните и најпреведуваните кај нас. Колку можеби над 30 јазици ја преведува можеби и Мојот маж? Да, според мојот податок има, мислам, целото творештво на Румена е преведено на 15 светски јазици, да. Исто така го изчекуваме и од домашните автори и петото издание на Венко Антоновски на Папокот на светлината, да. Светлината, пардон. Да, тоа е продолжението на некој начин на Папокот на светот, но и тоа е некој клуч за како да се чита Папокот на светот, затоа што се сеќавам јас кога таа книга беше актуелна, јас уште бев доста млада, па потоа кога ја препрочитував, сватив колку всушност при првото читање сум пропуштила. И секој пат, да речеме, тоа ми се случи мене од мала дигресија во средношколските денови, кога беше важна книга во тој период Џорџ Орвел и авторот, нели, на 1984 чинам дека беше нели главниот наслов по Животинската фарма. Така што многу интересно кога се навраќаш на некои книжевни дела, бестселери од секој аспект, евергрини во книжевниот свет, што си пропустил при првото читање, па потоа правиш повторно свое ревидирање на некои работи и си понираш многу повеќе во себе. Кога го спомна Орвел или таа научна фантастика, например на Реј Бредбери или пак Хаксли, исто имавме реиздание на Прекрасен нов свет.
Тоа што некогаш се чинело за научна фантастика, нам денес не е толку блиско што дури е и невозможно кога ја препрочитував пред да ја објавиме од Хаксли книгата, си велев па ова изгледа како нешто сосем возможно, не е толку далечно како што на времето им се чинело, така што баш тие книги се предупредување за она што ни следува и како да го запреме тоа. Прекрасно. Беше добелен вовет за да уживате и да си појдете во некој од бројните филијали на Книжарница 3 и да набавите некој од овие дела кои што ќе ги споделиме со нашата Милена. Режи, ако не ви е проблем, уште еднаш може да додат илустрациите, ова што е во моментот актуелно и баш онака читанки за време на лето. Што ни носиш денеска како подароци и она книжевни подароци. Секако може еден да вклучиме во програма за да му подариме за убаво лето, а другото да го прераскажеме на што во моментот може да се чита за летните годишни одмори. Ете, може прва да ја споделиме Браќата Карамазови од Достоевски, кое што имавме најавено, ако се сеќаваш во минатата емисија, така е. И кое што ете како баш доаѓа како стожер на целата светска литература, но и во моментов кога зборуваме нели за тие некои дамнешни времиња и баш кога ги спомна и весниците и се сетив на сета таа носталгија која што владее денеска, односно веќе ја нема таа еуфорија да се јавиш на телефон, заради тоа што нели сега не е сето тоа многу достапно. На времето треба да бараш говорница, па изчекуваш да се јавиш, весникот чекаш да излезе книгата, а овој роман од Достоевски баш не навраќа на таа носталгија по некои други времиња, иако наведум денеска е многу послободно ова време што го живееме и баш напротив треба да ја чувствуваме таа слобода, но ние повторно на некој начин се чувствуваме заградени. Меѓутоа, Браќата Карамазови ме изненади што има толку многу интерес, ова е еднотомно издание. Во моментот имаме некој, мите, да? Може да вклучиме некој во програма кој што е со нас во ова финале на утринска на Телма и ќе продолжиме со четивата. Само кој би го поделиле како активно? Па веројатно 50-50 како најнов наслов, а и како најлетен наслов. Најлетен наслов, трилер, повторно ќе кажеме, јас бидејќи сакам да направам некогаш одскокнување. Трилерите се вистина, еве го, 50-50, Стив Кавана ќе биде денес на некој кој што ќе се јави на телефонскиот број на Телма телевизија. Би сакал во живо да го вклучиме и да му подариме баш така и меѓу другото си да ќе ги поканиме во моментот што не гледаат да појдат во некој од филијалите. Ова четиво всушност ќе го подигнат може и во Телма, така? Да, или ако сакате може и од која било наша книжарница. Нека биде во некоја од вашите книжарници, најбо така ќе направиме. Ќе ми дадете знак кога ни е подготвен нашиот гледач и слушател. Ало. Супер, се слушаме. Добро утро, Марко. Добро утро, уште пубав ден. Посакуваме Марко, Милена и целата екипа на Утринска Телма. Со кого се дружиме? Поздрав, Марко, до тебе, поздрав до Милена. Фала. Ви благодарим. Многу сакам да читам и баш сум среќна што ве добив и што ќе добијам подарок од Книжарница 3. Ние се задоволство. Со кого се дружиме? Сузана. Сузана, голем поздрав и до вас. Еве во некој од издавачките куки, каде Милена може да ја испратиме господја Сузана? Имаме книжарници во Дебар мало, во Джамбо, во ГТЦ и во Истгейт, така што каде и одговара на господјата. Ќе биде пренесено вашето име презиме до филијалите. Многу ви благодарам. Ете така, веднаш по завршување на емисијата. Убав ден ви посакам. Убав ден и вам. Убав ден и вам. 50-50. Може да ја раскажеме оваа нова трилер приказна? Да, може накратко само за да звучи само загадачно, да не откриваме многу од содржината, затоа што знам дека тоа не им се допаѓа на луѓето. 50-50 е новиот трилер на Стив Кавана. Претходно го читавме со 13-ка, но ова беше, мислам, дека пред 5-6 години. Но и тој трилер доста сврти внимание, така што мислам дека и 50-50 е сосем со, може би и повеќе соодветен за овие долги жешки ноќи, бидејќи и самиот ден или ни налага повеќе да читаме, бидејќи е денот подолг, ноќите се жешки па не спиеме и ово е баш роман кој што ќе ги остави будни. Се работи за убиство на еден татко во семејството на две сестри. Двете сестри меѓусебно се обвинуваат која е всушност убиецот. Имаше внатре една интересна реченица на која што најдов дека убиецот е спремен на се за да ја докаже својата невиност. Нели така звучи многу наивно, да, меѓутоа баш ја доловува целата приказна бидејќи постојано има себе обвинување и ние до самиот крај не знаеме кој е точно убиецот и цело време не префрва од едната на другата страна, да. Стив Кавана, родом од каде?
Мислам дека е ирска, ама не сум сигурна, меѓутоа предпоставувам дека Значи, е од тој период. Географскиот дел каде што доаѓа нашата Сали Руни. Да, секако. Супер. Богатство што не се купува со пари, можам често веќе да ја забележам кај некои од моите пријатели во своите домашни колекции. Од Робин Шарма, со оглед на тоа дека човекот последниве децении еден од можеби најбараните, најчитани кога станал збор за таа позитивна психологија. Морам да признам дека од него ми е една од омилените клубот 5 часот. Тоа ми е за мене моето можеби најубаво дело од Робин Шарма. Да, исто така и манифест на секојдневниот херој, исто така ми се допадна, бидејќи во последниве две книги тој оди на таа филозофија дека не мора да работиш нешто што е многу видливо или многу значајно, можеш да си продавач или можеш да работиш и на Да, можеш да направиш промена со самото тоа што некому ќе посакаш убав ден и баш тоа херојство секојдневно, дека нема потреба да носиш, како го кажа тој, не мора да носиш како супер херој наметка, можеш да бидеш супер херој во секојдневниот живот. Така што влијае врз мотивација на една личност, не е кон тоа да се стреми кон богатство, туку баш кон она што го имаме внатре во себе си. Кога ќе појдете во книжарница 3, ќе ја најдете и влијание, психологија на убедувањето на Роберт Чалдини. Да. Тоа е малку по-сериозна литература, мислам во аспект на бизнисот, бидејќи има и многу податоци внатре во неа и мислам дека би служела како добра научна подлога за некое понатамошно истражување. Ова е едно проширено издание, бидејќи мислам дека Чалдини веќе важи за класик во својата област, така што мислам дека ќе им се најде како едно многу практично четиво. Одлично. И би сакал Живот наспроти се и тоа да го препорачаме и ова е од Румена, да. Едно од издавањата. Живот наспроти се е ново издание, бидејќи претходно го реобјавивме изданието на Човековата потрага по смисла од Франкл, кој што самиот има преживеано во логор и ги зборува своите искуства, како тоа му помога да стане психолог и психијатар и да им помага на останатите луѓе. И баш, иако очекував да биде во смисла да има негативни емоции, мислам не да се проектираат врз читателот, туку да се очекува некое негативно искуство, но напротив тој гледа многу позитивно на животот и се следи низ целата книга една максима кој што вели дека човекот треба да го живее овој живот како да му е втор, а првиот пат да постапувал погрешно, односно да се карпе дием, односно да се зграбчи животот и како и во секоја негативна ситуација да наоѓаме позитивно, односно во страдањето да го наоѓаме оно што нам ни е клучно да не води напред. Супер. Само да прашам дали на Струшките вечери на поезијата може ќе имаш прилика да појдеш? Би сакала, да. Нашата колешка лекторка која што е во 3 Виолета Танчева Златела ќе чита, да. Мислам дека изминативе неколку години веќе чита на Струшките вечери, исто така ќе биде и промотор на збирката на Млада Струга. Така што би сакала да бидам таму, мислам тоа е едно посебно доживување, има фестивал на книжевниот свет. Да, има големи автори, има навистина некој дух и енергија и самото тоа самото пловење некако и по зборовите и по градот, мислам дека е едно неверојатно искуство, така што дефинитивно би сакала годинава да појдам. Значи, сепак преку лекторката ќе биде некако присутна на Струшките вечери. Да. Супер, само за крај, да не ги заборавам новите на ЮНЕСБЕ, еден од омилените, и Али Хейзелвуд. Да, во моментов, затоа што нели периодов кога е летно време, многу се читаат романси, освен трилерите што ги спомнавме. Али Хейзелвуд ја читавме претходно со Љубовна хипотеза и Љубовни неврони, заедно со Теса Бели се едни од најактуелните не само кај нас, туку и на светските книжевни топ листи, така што ја исчекуваме во моментов Љубов теоретски. Тоа е и за помладата публика исто така доста интересно како да ги навлечеме да читаат. И ЮНЕСБЕ во моментов го подготвуваме Островот на сторците, тоа е збирка раскази, меѓутоа се многу напнати и налик на специјалист за љубомора, што исто така во наше издание излезе збирка на раскази, така што ете ги покануваме нели да бидат во текст со новостите, секако имаме и доста попусти. Летниот период е нели таков кога се чита што е можно повеќе, така што ете може да им ги кажам тие понуди дека имаме и различни книги од
3 за 500 денари, 5 книги за 500 денари, па Дури дури и имаше некој од распродажба од 99 денари, ако не се лажам. Да, и тоа станува збор за квалитетни книги, така што ете дури и Сали Руни влезе во изборот. Имаме постојано акции неделни каде што имаме попуст на попустот, па баш минатава недела гледам дека имаше интерес за Сали Руни. Фантастично. Рековме дека јас и ти Normal People ни е едно од помилените. Телевизиската серија се уште ја немам гледано. Да, јас само што ја завршив, било така што е многу добро добра. ја отсликува целата приказна од книгата. Да, и баш ме допре некако, мислам, наш сензибилитет. Наш сензибилитет. Прво ќе ти заблагодарам уште еднаш, убаво лето ќе посакам за издавачката Куќа 3 и понатаму продолжете да ги гаите овие вредности и само да прашам, ако треба да, ајде може малку неблагодарно, топ 3 книги кои што вистина се продава многу изминативе месеци. Во периодов. Па од последната топ листа што ја проверив, иако неодамна стигна 50-50 беше на прво место, приказни од Кафулето е се уште актуелна, да, и браќата Карамазови, тие се навистина во топ 3 книги. Повеќе гледам дека читаат романи овој период, веројатно е заради читањето на плажа и сето тоа. Да, така што мотивацијските и личниот развој се поактуелни, духовноста некако на зима, не знам, тоа веројатно се. Летаргијата и меланхолијата ни треба за бустање. Да, и веројатно и затоа што нели следува новата година, следува нов почеток, а сега сме во средина на 2024 година. Се надам дека добар книжен патоказ дадовме денес за сите кои што не следат и ти благодарам што беше во последната епизода сезонова на Утринска антилна. Фала и јас и ете само можам да им порачам дека особено затоа што сега е период на патување, нели може да патуваат и да го видат светот, зашто во светот има што да се види, а кога ќе размислиме дека книгите се сосема нови светови, тогаш може да замислиме до каде оди таа гледка. За крај ова беше соодветно да се заврши овој разговор. Заедно со Милена Селјановски и издавачката Куќа 3, препораки за ова лето, еве пред да се збогуваме со вас од овој петок. Тука јас ќе ве поздравам секако и останете до 11, следува повторно уште едно издание со нашите вести жени во оброкот на денот.